Реконструкција на фасади, асфалтирање на улици, изградба на паркинзи, поставување на атмосферска канализација, нова општинска зграда, се само дел од многуте капитални инвестиции кои во моментот се реализираат во општина Карпош. Градоначалникот Јакимовски домакин на градоначалникот на Скопје Трајановски, директорите на градските предпријатија, советници од општина Карпош, градот Скопје, кои пак во придружба на председателот на ВМРО ДПМН Груевски прошетаа низ општината и беа детално информирани за градежните зафати. Ова е Карши студентски дом во Целошев, тоа се малите ниски двокатници низови и наредната година се префрламе од другата страна на Теодосија и Гологанов, тоа се овие 4 исти згради, после студентски дом во Целошев и ова Карши студентски дом. И ова практично дава Теодосија и Гологанов, кој што еве со неговата изградба со правење на хортикултурно редување и така натаму, се фасадите и никот значи да добие многу подобар изглед. Тоа се претежно оние згради кои што се фронтално према булеварот Теодосија Гологанов. До крајот на оваа година околу 40 згради во општина Карпош ќе добијат термоизолацијски фасади, објекти кои 40 години немаат промена на фасадата, а оваа општина ќе биде првата во Скопје што е подготвена за стартот на гасификацијата, информираше градоначалникот на Карпош. Оваа инвестиција за овие 4 згради изнесува 4,3 милиони денари, додека целиот овој проект со енергетско ефикасни фасади во Карпош ќе чини околу 50 милиони денари. Тој одговараше и на прашања од граѓани, а комуникацијата со нив е од исклучителна важност, затоа што само така на терен се запознаваме со нивните проблеми, потенцираше Јакимовски. Обиколката низ Карпош продолжи, а следниот капитален објект кој беше посетен беше новата општинска зграда која е во завршна фаза. Тука архива, ако видите другите служби за сите заедно ќе биде, ќе има значи ресторан за овие служби, возачи и друг технички персонал кој ќе го делат, тука има 2 лифта, скали на долу, што е камо, така да објектот е функционален објект. Локалната самоуправа ќе ја добие најголемата административна зграда во земјава со површина од 4500 квадратни метри. Се надеваме дека до крајот на јуни ќе ја завршиме, потенцирајќи дека таа е изградена со сопствени средства, подлече Јакимовски. Градоначалникот со гостите направи обиколка и информираше за инвестициите во населбата Влае 2, а тоа е поставувањето на атмосферската канализација на 6 улици. Тој рече дека ова е проект кој се реализира преку Светска банка, а најави целосна реконструкција на улиците Франц Прешерн и Иван Цанкар, вклучувајќи ги сите нејзини краци и други улици на овој дел од Влае. И тука голем број граѓани поставуваа прашања, даваа предлози и сугестии со една цел – подобрување на квалитетот на живеењето. Градоначалникот на Карпош истакна дека инвестициите ќе продолжат и во иднина, бидејќи граѓаните тоа и го заслужуваат. Се што е ветено треба во целост да биде исполнето. Ние сме од и за граѓаните, ќе ги решаваме проблемите и ќе ги реализираме проектите, финишираше Јакимовски.